Православните христијани со нетрпение го очекуваат големиот христијански празник Богојавление, познат како Водици. Празникот е поврзан со крштевањето на Исус Христос во водите на реката Јордан од Свети Јован, а се нарекува Водици поради големиот водосвет што го извршува црквата на овој ден. Се слушнал од небото гласот на Бог Отецот, кој сведочел за својот возлюбен син, за својот воплотен и вочовечен син, кој што бил крштеван во водите на реката и при тоа Духот Божи се јавил во вид на гулаб кој што лебдел над водите на осветената река Јордан. Уште од давнини воочи празникот, ноќта пред празникот се извршувал голем водосвет и верните влегувале во првите векови на христијанството во реката Јордан, во осветените води на реката, со вера во исцелителното дејство на осветената вода и оттаму и потекнува обичајот кој што останал до денес на Богојавление, оние што сакаат влегуваат во осветените води за од нив да го извадат честниот крст Господов. Според свештените лица, главен настан на Водици Богојавление е светата божествена литургија, а потоа традиционално се става крстот во вода за да се освети, а верниците доброволно влегуваат во водата да го најдат. Оваа година големиот богојавленски водокрст со положување на честниот крст во Куманово ќе се изврши само во црквата Свети Никола, по завршувањето на светата литургија. Сите тие што ќе влезат во осветената вода не треба да забораваат дека учествуваат во голем свештен црковен празник и треба сите да внимаваме да не ја нарушиме светоста на празникот со меѓусебно туркање или пак со непотребно препирање околу фаќањето на крстот, затоа што најважно всушност е допирот со осветената вода за сите нас. Допирот со осветената вода од која што ја примаме Божјата благодат, но која што Божја благодат не действува автоматски или механички, туку само со права и цврста вера во Бог Света Троица. Поканете се сите православни верници да учествуваат на празникот и после на светата литургија, после која што литургија ќе може да нацрпат од осветената вода и сите ние да се поклониме на јавувањето на Бог Света Троица со права вера, со цврста непоколеблива православна вера. На овој празник му се дава значење на крштевањето како една од повеќето свети тајни на христијанството, а со него завршуваат 12-те, така наречени некрстени денови и циклусот зимски празнувања, поврзани со Бадник, Божиќ и Василица.